Епа металци, металки, големи штркови, мали штркчиња, аеродромци и сите оние кои што сте љубители на мултимедијални производи и на МЗТ Скопје и на кошарка секако, еве нешто и за сите нас, нешто најавувано долго време, кога мислам на време уште кога Балкан стил и Поло Трейд беа некако фактор у македонската кошарка, кога Војдан и Дамјан игра уште во Амак СП, а момците од МЗТ Уни Банка беа МЗТ Уни Градинка. Меѓутоа, вели народниот мудрец, се во свое време, затоа е народен мудрец, а нашето време дојде сега. Наш прв гостин однешно човекот кој што ќе го скрши мразот или со кошаркарски жаргон кажано кој што треба да се запише и да им повлече нога на останатите, е човекот кој што си подари сениорска репрезентација едва и полнолетен и кој што е еден од предводниците на МЗТ Уни Банка, Андреј Андоновски. Андреј, ај, добро ни дојде. Жив, здрав, најаден, напиен, те секира некој? Не, е таман. Се е таман? Се е таман. Да, ти си ни првиот човек што ќе ни одговара на 10 прашања во нашата рубрика Double, така што ако си расположен можеме одма да почнеме. Може. Ајде да скршиме мора со едно полабаво прашање. Омилен филм поврзан со кошарка. Space Jam. Ама стариот Space Jam со Джордан. Со Джордан? Не со Лебронова ново. Албумот го собираше? Не сум го собирал сега. Па, не си го добре. Ама филмот Space Jam дефинитивно. Еден од моите омилени. Да. Да има во ист момент јака утакмица која што многу сакаш да ја гледаш и кој знае кога пак имаш прилика, или јак концерт кој што исто кој знае кога пак имаш прилика да го слушаш. Каде би отишол? На утакмица. На утакмица? На утакмица. Дека со едно дерби ако е некој МЗТ работнички да се получи. Екипа за која што сакаш да играш, а да не е МЗТ. Каде општо? Општо. Филаделфија. Од Еверсон ништа? Да, Филаделфија. Сакам многу, знам дека е далеко патот, ама зашто да не? И тоа што викаш? Да можеш да избереш 4 екипи кои што ќе играат меѓу себе некој приватен Final Four само за твое уживање. Се изолираш некаде и 4 екипи се рокаат меѓу себе. Кои 4 би ги избрал? Тешко прашање, од Европа негде, од кај прилага? Од цел свет, да. Ако сакаш од Конго, од Австралија, стаи некој. Па... Што знам МЗТ, Добро. игра, моментално. Друг, некоја европска добра екипа, некој Реал Мадрид, Барселона, некоја таква добра екипа. Може Денвер може да разбие. Така, Филаделфија ќе си ја Но викнеш? да, да ја гледам, би сакал. И тоа е тоа, уште некој екипа може да Јокич може да се. Денвер? Добар Final Four. Реал, МЗТ, Филаделфија и Денвер. Добре, па Јокич да се гледам, мора се гледа. Само ги ставиме МЗТ и Реал у едното полуфинале, а овие од ден нека се исчистат од другото сами меѓу себе. Тоа да е полесно финале. Да. Со кој тренер би сакал да работиш некојаш во кариерата? Па... Обранович. Абе, ќе кажеш Ацо Петрович и ќе слушаат ова. Би сакал, и со него моgu, со него. Да, ма би било убаво после Ацо да работиш со Обрадович. Да, може. Би било Да ме одлично. спреми. Еве сега едно прашање, треба да го најдеш ти на трапникот. Да isfрлиш еден од четворица. Кој од овие твои соиграчи од МЗТ Уни Банка нема играно за прв тим никогаш? Виктор Исајловски, Лука Петровски, Максим Митевски или Никола Василевски? За прв тим. Да, од овие четворица еден само нема дебитиран, нема игран за прв тим. Максим. Добар си. Максим. Еве, ти Максим попрво до репрезентација, дојдовте него до МЗТ1. Тоа е што има време, Ќе биде и тоа. Е уште едно прашање поврзано со твоите соиграчи од МЗТ Уни Банка, индиректно, тоест директно, ама као подпрашање. На кого од МЗТ Уни Банка, а на кој светски кошаркар би му доверил да шутира у последен напад ако ти зависи слобода од тоа? Па... Виксе има рук. Има рук. Да Значи- влезе некој да остане само Кјош. Може кој што ја тепаше со наеска. Да, тој последната секунда. Кјош. Финале. Од Кјош, од овој долниот Кјош ја даде. На упат. Да, тоа е и Тоа тоа. што не бев ја у МЗД. Со тоа ме донесо на МЗД. Така тука те купи. Тука ме купи. А од светските кошаркари на кој му доверил? Коби. А не е жив. Has to put it up with the buzzer. Banks it in. Така. Мислам дека па 90% од светска популација би му довериле на Коби да беше возможно.
Еве едно прашање малце неповрзано со кошарка. Што е лекот за Манчестер Юнайтед? Нема лек. Нема лек. Толку, а? Знаеш дека сум за Юнайтед, нема лек. Ова екзорцизам да викнеме свештеник да ги испее тамо поп. Ребилд скроз од почеток од нула да губат од втора лига почнат, ама се оправа за некои 5-6 години, пошто варка само пари тршат. И ти си прав. Кош за победа да дадеш или да залепиш банана за победа? Кош. Повеќе драж има него да залепиш некого? Не, кош. Ти се случило до сега? Се случило у младински. Сега имав една ситуација нели со Ангели за нерешено, не сакаше. Ќе се врати кога ќе треба, остајте, ќе се врати кога ќе треба. Тоа е се, не ќе што биде. И последното прашање, што ти се моташе низ глава кај последните слободни фрлања против работнички? Пошто тие твои слободни фрлања ја реши уствари, не однесува на безбедна кога ги победивме сега да у гости. Ништо вако. Нема притисок никаков. Така, не го гледаше семафорот, не гледаше резултат. Имав некако мерак да ги тепам работнички, да со некако втора екипа и така се повеќе. Види, ти задржи го меракот, тоа пренеси го и на прва екипа, а ние ќе ти бидеме тука да ти даваме поддршка. Така да, ги исчистивме 10 прашања, вака така, не беше страшно, така. Сега ќе виш на монтажа дали не е страшно. Андреј, фала ти. Сега мислам вака господски да ја затвориме ние оваа твоја авантура со нас. Еве ти една убава сликичка овдека, ќе ни ставиш еден автограм, ова е као некој лексикон овдека, сакаш на неа, сакаш под неа. Левак си, а? Левак. Вака еве го автограмчево, баш од утакмицата со работнички. И овдека у сите камери ја се регистрира. Мустафица баш не е среќен од оваа слика, ама... Не, мислам дека го испратив кај да отиде после така не игра. Да, и Мустафица и Мацура. Мацура дури у Јужна Америка отиде некаде. Негде отиде. Андреј, фала ти уште еднашка за гостувањето. Се гледаме на утакмица. А ние, дечки, оштенство ќе се видиме сега во ова издание во кое што се снимавме. Ве повикуваме и вас секако да го гледате и Андреј во сала, од трибина, затоа што овие момци од НЗТ Унибанка стварно еден ден ќе им барате дресови, ќе им барате автограми. Немој после кај сте биле додека биле уште 19-20 годишни. Се гледаме во наредната епизода.